Ова ќе бидат дневни рунски промени кои што ќе настанат во дневна енергија, но запамтете, ова ќе бидат генерални рунски промени во дневна порака која што се надевам дека ќе резонира со секој од вас. Ова ќе бидат рунски промени кои што ќе бидат во ваша енергија да превземете ваша можна состојба за случка настан која што се надевам дека ќе резонира со секој од вас. Улогите секогаш можат да бидат заменети и знаете дека овие рунски промени ќе бидат во енергија за денешен ден, но ќе можат да се одвијат во наредниот период кој што надоаѓа за сите нас. Ајде да видиме за која руна станува збор и каде ќе треба да обрнете внимание во ваша енергетска вредност. Да видиме за која руна. Денеска говориме за рунската промена на Ехвас, енергија да. Ова е љубовна енергетска вредност на љубовници, каде што и е ова близаначка енергетска вредност, доминантен хороскопски знак Близнак, каде што и означува близаначки души или пак енергија да. Некоја персона спроти вас е во ваша енергија, но е во сродна или пак близаначка душа. Енергија да некој од вас поседува близнак во хороскопски знак и е пак во енергија да има доминантен хороскопски знак во месечина, сонце или пак подзнак да е близнак. Оваа руна ни ја представува символот, ни го представува М. Можете да си го запишате доколку ви значи оваа рунска енергетска промена која што ќе настане во ваша енергија. Ова се енергии на две, судир на две сродни души или пак енергија на близаначки пламен каде што имаат его трипова енергетска вредност или пак доминантни фигурации кои што се во ваша енергија. Оваа Ехвас енергија е во ваша доминантна положба каде што и ќе отсликува пат во енергија на љубов или пак енергија на тимска работа каде што имате персона до вас која што ве поддржува, која што е ваша сродна душа или пак ваш доминантен енергетски дел каде што и вашите размислувања се во близначка енергетска вредност. Оваа руна има енергија на спиритуален прогрес или пак на духовен прогрес. Енергија каде што духовно напредувате во оваа доминантна енергија на љубовници, но оваа енергетска вредност на оваа руна има и обратна енергија каде што и ќе треба да знаете дека оваа руна може да предизвика за некој од вас дисхармонија во однос, во љубовен однос, енергија на индикативни промени, каде што и ќе бидат во ваша доминација. Оваа руна сака да ве енергизира, да ви даде промена во ваша спиритуална, прогресивна енергетска вредност према ваш партнер или пак енергија према ваш соработник на енергетска база тимска работа, или пак да ве енергизира во енергија на патување, спиритуално патување, или пак да бидете во доминација на патување кое што ќе се одвие на две сродни души кои што ќе се пронајдат на ова патување. Енергија да знаете дека некој до вас е во доминација, е во ваша структурална енергија. Ова енергија на Ехвас е енергетска вредност на близаначка сродна душа која што влегува во енергија на хороскопски знак Близнак. Ова е воздушен знак и е во доминација да исполнува ваша енергија. Ајде да видиме преку тарот картите за што конкретно се работи, да видиме каде ќе треба да обрнете внимание за која енергија денеска ќе има промени во ваша структурална енергетска вредност или пак ќе биде во доминантна ваша положба, каде што и ќе се одвијат настаните за сите вас.
Ајде да видиме што сака тарот картите да ви порача. Енергија кралицата на мачевите, воздушен знак, доминантен воздушен знак, енергија да имате the full патување во нова енергетска вредност, во нова спиритуална прогрес, енергија кралицата на пентаклите, земјена енергија, случка настан 7 пентакли и енергија the Emperor. Денеска некој треба да биде во своја асертивност, во своја ултимативна енергетска вредност, да спозна и дознае за отварање на еден нов циклус помеѓу две персони или пак ова е тимска соработка каде што и кралицата на мачевите, кралицата на пентаклите, која што е стабилна енергетска вредност, е во ваше значење дека ќе оснивате една тимска соработка каде што ќе има љубовна енергетска вредност со персона која што е во големо важно значење од вашата енергија. Денеска некој ќе разреши проблем или пак ќе биде во енергија да дозна и спознае за својата енергетска вредност која што ќе се одвие во промена од оваа рунска енергетска вредност, да спозна и дознае дека својата тимска работа е во произведување на плодови кои што сте ги направиле во изминатиот период, но сега ќе ги собирате во ваша нова енергетска вредност. За некој од вас ќе значи дека ќе бидете во патување за сретнување на тимска енергетска вредност, каде што и ќе се сретнете со предпоставено лице од својата компанија која што ќе биде во ваша енергетска вредност, да дознаете и спознаете дека ова емперорна или пак царичина енергија е во ваша енергетска вредност, да спознаете и дознаете дека вашите плодови сте ги направиле во изминатиот период и сте оснажиле енергетската тимска соработка во ваша енергија. Ова ќе бидат договорени енергии, каде што и ќе превземат можност за нова соработка, нова ултимативна енергетска вредност, каде што и овој цар има своја положба на поголема висока функција која што ќе ви укаже потпора, ќе ви даде можност да влезете во нова суштинска енергетска вредност и ќе бидете во енергија на вашата работна енергија, ќе биде во оснажување со љубовна енергетска вредност, каде што се пронаоѓате со персони кои што имаат исто мислење во енергија на тимска соработка, енергија на спиритуален прогрес, каде што и вашата тимска енергија или пак вашата работна енергетска вредност ќе биде во искачување на повисоко ниво. Ајде да видиме и што ќе ви порачаат овие оракл карти, да видиме каде ќе треба да обрнете внимание во денешново случување, во денешниве промени од оваа рунска промена која што настанува во ваша енергија за случка настан кој што е на ваш пат. Енергија на орел. Ова е висока перцептивност, да знаете дека ќе требате да имате висока перцептивност каде што ќе ги утемелите вашите енергии, вашите погледи за вашата тимска работа или пак вашата работна енергија ќе бидат од повисок карактер или пак висока енергетска вредност. Ајде да видиме што друго сака да ви порачаат овие карти. Рембол. Значи, вие ќе бидете во своја енергетска вредност, да знаете и спознаете дека некој спроти вас ве штити, ве заштитува, сте во ваша енергетска вредност и сте утемелени и избалансирани во вашата енергија. Јас се надевам дека оваа порака ќе стигне токму навреме со оваа денешна промена од рунскиот запис Ехвас. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!